моделот би можел да биде плаќање на членство за премиум пристап во комбинација со бесплатен пристап за дел од услугите. Иницијално да може секој да се зачлени и да види што е она што вие го работите, а како премиум пристап да бидат тие консултантски услуги, тие некои обуки кратки кои што би се правеле за усовршување на вештини и слично. Друга идеја која што имав на ум, академија за жени предприемачи. Нешто што мислам дека може добро да пројде кај нас на пазарот, затоа што моментално никој се нема фокусирано точно на таа целна група и на унапредување на нивните вештини, во која што академија би биле вклучени повеќе модули, например, креативно решавање на проблеми, дизајн на производи и услуги, наоѓање на пазарни можности, финансиска писменост, медиумска и дигитална писменост, лидерство, менеджмент, маркетинг, продажба, човечки ресурси, сметководство или разбирање, да речеме, почетно разбирање на таа проблематика, технички вештини за производство во разни индустрии, храна, облека, уметност, занаети. Нормално ова би можело да се направи во соработка со образовните институции, значи да се направи едно вмрежување тука со независни експерти кои што работат како фриленсери и слично. Чисто како сличен пример би ја посочила да Swedish Academy for Training, кои што на овој начин имаат работено со жени од Блискиот Исток и многу го имаат унапредено нивото и начинот на кој што потоа тие жени влегуваат на пазарот на трудот. Инаку идејата доаѓа од Унидо, Сида и Сканија како соработници, како партнери во рамки на таа академија. И тука моделот би бил плаќање за учество во рамки на самата академија. Дури може да се отиде еден чекор понатаму, да се има одредена општествена одговорност или може би нешто блиску до еден социјален модел, каде што одредена квота или одреден процент би биле примани жени бесплатно, кои што не можат да си ја дозволат самата академија. Така, а вие ги унапредувате нивните знања и му возможувате можност да се развиваат. Трета идеја која што ја размислував, центар за раст на женски бизниси, кој што би бил фокусиран на постојни бизниси, оние кои што имаат микро или мал бизнис, како да го напредат, да дојдат до една поголема форма на предпријатие. И тука повеќе би биле услуги од типот на консалтинг, обука, проектна апликација, правни совети, значи се она што платформата би можела во иднина да го обезбеди. Исто така имам како идеја развој на мобилни апликации или одредени алатки кои што би можеле да се користат од страна на поширокото население, а би се заработувало, да речеме, од промоција на други компании во рамки на самите апликации, ама тоа е еден, можеби малку подалечен чекор, за кој што треба во позадина и поголема и посериозна инфраструктура, но да се има на ум, зошто да не, можеби во рамки на разговорите на секторската група ќе се дојде до идеја за некаков проект во кој што ќе може да се направи нешто вакво. Има доста идеи кои што можат да бидат споделени во некоја следна прилика, а во однос на продажба на производи не отидов многу подалеку, затоа што знаев дека можеби нема да може да биде многу остварливо како прв чекор во следното работење, но зошто да не се размислува, бидејќи брендот веќе е препознатлив на пазарот, веќе се работи во насока на одредена проблематика која што засега безмалку половина од популацијата, да се размисли можеби за соработка со домашни дизајнери, за кои што ќе понудат своји креации на аксесуари, канцелариски материјали, нешто што жените предприемачки би можеле кога ќе се уредуваат канцеларијата да си го набават првично од кај вас, тоа да бидеат некои тефтери, ранци, мајци, торби, канцелариски прибор, некој симпатичен кој што ќе можат несесер кој што ќе си го извадат на состанок, па ќе си извадат пенкалци и слично, но креирано од домашни дизајнери, тоа да биде убаво, привлечно сработено, не само да се стави логото како што најчесто се прави, и да биде не само производ кој што го имаме или го купуваме кога ќе почувствуваме директна потреба, туку да им биде привлечен. Јас да си го купам несесерот не само за потреби на работа, да, да си го имам затоа што ми е убав, така да си го носам со мене на патување, башка да можам да кажам дека на некој начин давам поддршка за развој на
женското предприемништво и тоа да биде некоја онлайн продажба со некоја испорака до дома, моделот плаќање онлайн во таа насока, нешто што би било како прв чекор можеби поедноставно, изводливо. Не дека не би можело да се развие во поголема онлайн продавница, ама о том потоа ќе видиме 2023 што ќе ни остави простор за дискусија.